Почитувани, хаосот кој што го креира власта на секое поле зема се поголем замав. Овој пат, последиците од лошото работење на власта ќе ги трпат Охриѓани и градот Охрид. Имено, владата, Министерството за транспорт и останатите надлежни институции во очи на летната сезона донесоа скандалозна одлука да го затворат пратниот правец Подмолје Охрид. Оваа срамна одлука ќе предизвика големи проблеми за локалното население, туристите и другите патници кои ќе транзитираат во овој регион. Дефинитивно, ова ќе има негативен ефект врз туризмот, кој што е еден од главните двигатели на овој регион. Затворење на главната артерија, поточно влезот на Охрид и пренасочување на патот на стариот пат, кој нема капацитет да го реализира напливот на сообраќај и возила во сезоната е непромислен потек донесен од надлежните институции без истите да размислат за последиците како по безбедноста на сообраќајот, така и за успешноста на летната туристичка сезона на Охрид и Охридскиот регион. Почитувани, власта имаше 6 години за реализација и реконструкција на овој патен правец, но ништо не направи. А сега, иако општина Охрид и СВР Охрид дадоа негативно мислење за затворење на овој патен правец, власта тврдоглаво не отстапува од својата намера на штета на Охрид и Охриѓани. Сега, кога туризмот треба да биде во полнек и да работи на привлекување на туристи и промоција на Македонија, власта се сети да покаже дека нешто работи. Но дури и кога сакаат да покажат дека нешто работат, тоа не знаат да го направат исправно. На крајот, како пратеници на ВМРО ДПМН, кои доаѓаме токму од Охрид, уште еднаш од оваа говорница сакам јавно да ги повикаме надлежните институции, начело со владата и Министерството за транспорт, веднаш да ја стопираат и променат одлуката за да овозможат нормален проток на возила, барем во текот на летната туристичка сезона, а по завршување на истата да отпочнат со градежните активности на овој патен правец. Охрид е туристичка атракција и бисер на Македонија, кој не смееме да дозволиме да го изгуби својот сјај заради лошите политики и одлуки на власта. Ви благодарам.